Не постои вистински љубител на автомобилите кој не знае што е Honda NSX. Легендарниот јапонски спортист во својата прва генерација од 1990-та имаше за задача да го покаже знаењето на инженерите на Honda кои дотогаш се немаат обидено да направат такво нешто. Токму поради тоа буквата X во името значеше дека е експеримент, а тој траеше 15 години за кои беа произведени повеќе од 18.000 примероци. Затоа и веднаш по финализирањето на неговото производство беше најавена втората генерација. Неа со прекини во развојот и премислувања, Honda ја крчкаше цели 9 години и сега буквата X значеше experience, односно искуство. Се беше доведено до перфекција, иако за првата генерација се сметаше дека е технички бисер, ова со својот хибриден погон и напредниот систем за распределба на силата на сите 4 тркала беше ремек дело. Се произведуваше рачно во посебна фабрика во Америка, заради што на пазарот беше присутна само 6 години за кои стигна до 2900 купувачи. И повторно, веднаш по испраќањето во пензија на незината втора, започна да се шират гласините за третата генерација. Во духот на времето во кое живееме, таа секако ќе биде електрична, што само по себе значи дека нема така скоро да се појави. Но затоа вестите кои без многу превези на тајноста ги пласира одговорните во јапонската компанија се возбудливи. Моделот засега е во фаза на разгледување, што подразбира дека во игра се неколку верзии. Познавачите на приликите сметаат дека најмногу шанси има неодамна представениот Acura Electric Vision концепт, кој Honda многу внимава да не го нарече со истите епитети како NSX, иако дава јасни индикации за тоа. Посебно во поглед на пропорциите и дизајнерските зафати, кои јасно го следат карактерот на пензиониран хибриден спортист. Бидејќи јапонските директори се едногласни дека првиот приоритет им е автомобилот да биде забавен за возење, сигурно буквата X сега ќе значи exciting.